Статистиката за двата нови хибридни модели на Панамера покажува дека и хибрид добил дополнителни 8 конски сили, но моќноста на SE хибрид е намалена за 16 коњи. Интересно е што спринтот на послабата по сила верзија е подобрен за малку и сега до стотка стига за рамно 4 секунди, а низиниот брзинометар запира на бројката 280. Во апсолутни бројки, Панамера SE хибрид е побрза со крајните 290 км на час, но задржано е забрзувањето од мирување на 3,5 секунди. Електричниот мотор кој се наоѓа во ПДК менувачот и испумпува 190 конски сили, што е за 54 коњи повеќе во споредба на претходната изведба. Новите хибриди ја добиваат истата батерија од 25,9 киловат-часови, што е за 45% поголемо од единицата од 17,9 киловат-часови користена на стариот автомобил. Ова е зголеми електричната автономија до 94 километри. На поголемите батерии се разбира, им треба подолго време за полнење, но Porsche има 11 киловатен граден полнач за да помогне да се забрзаат работите. Списокот на опрема е прилично долг и вклучува ставки кои не се во менито на претходните модели, вклучувајќи ги вратите со меко затворање, прилагодување на седиштата во 14 насоки, греењето на воланот и помош за промена на лента. Двокомпонентните воздушни пружини и PASM приспособливи амортизери се стандардни кај двата модели, но купувачите исто така добиваат можност да се надополнат со поставката Active Ride, која користи хидраулична пумпа со електричен погон. Осем зголемената удобност, овој систем овозможува автомобилот да се подигне или спушта за да се олесни влегувањето и излегувањето. Новите модели ќе почнат да се испорачуваат до крајот на јуни, но веќе може да се нарачаат. Во Македонија Панамера 4 и хибрид се нуди за 147.500 евра, додека помоќната Панамера 4S и хибрид е поскапа за 17.000 евра.